Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по Историја и граѓанско образование. И денеска ќе се потрудам повторно да помогнам на учениците од 6-то оделение да совладаат нова наставна содржина. Како што и веќе сами знаете, полека се приближува крајот на учебната година, а ние полека напредуваме кон крајот на материјалот, па така веќе постепено се наближуваме кон крајот на последната тема, па така за денес имаме за цел да објасниме за лекцијата културата во времето на римското владење. Уште во претходните часови и видеа ви кажав дека речиси секоја тема завршува со култура, иако ова не е последна лекција од оваа тема, сепак е на крајот од темата, секоја тема завршува со култура и има за цел да покаже дека некои работи после тие, да кажам, воени и политички дејства кои што се случуваат на одредена територија, дека се случуваат и културни промени со доаѓањето на нови власти, на нови владетели. Така ќе видиме што е тоа што се случувало на територија на Македонија, па и на Балканот во овој римски временски период и какви се културни промени се случувале. Најспецифична работа со доаѓањето на римјаните на Балканот е тоа што започнува процес на романизација. Ќе видиме што значи тој процес на романизација. Па така, логично е со доаѓањето на било кои власти, па така и на римјаните во овој временски период на Балканот, да биде наметнуван нивниот јазик, култура и религија. Односно, во овој случај, римјаните го наметнале латинскиот јазик, ја наметнале римската култура, меѓутоа и почнувале да ја наметнуваат и римската религија. Како се одвивало тоа? Тоа се одвивало со тоа што на територијата која што тие освоиле, во овој случај тоа е Балканскиот полуостров, тие почнувале да носат своји војници. Меѓутоа, почнувале да носат и своји службеници, занаетчи и трговци, кои постепено почнале да ја шират римската култура. Логично е да бидат прифатени нивните римски парични единици, па така во тој временски период на територија на Македонија се прифатила римската парична единица денар, која што ќе стане главна парична единица за извршување на било каква трговска размена. И веќе ви кажав дека се населуваат војници, службеници, занаетчи и трговци и на тој начин практично започнува процес на колонизација. Се сеќавате што беше колонизација? Тоа беше населување на население од едно место на друго. Во овој случај, римјаните, сакајќи да имаат контрола над територијата која што освојуваат, си носат своји луѓе кои што ќе им помогнат да ја контролираат таа територија. Па на тој начин и почнуваат да спроведуваат колонизација, односно да носат војници, службеници, занаетчи и трговци. Во Римската империја особено се ценеле римските војници, посебно пензионираните или поранешни римски војници, бидејќи државата знаела дека во голема мера они се најзаслужни за проширувањето на римската држава на било кој простор од светот, а знаеме дека Римската империја се прошири на 3 континенти, така
сакајки да ги награди своите војници за придонесот кој што го дале за својата империја и за својата држава, државата решила да ги привилегира, односно да им даде привилегии со цел да можат удобно да живеат до крајот на нивниот живот. Па така, римските војници добиле земја која што требала да биде обработувана од робови и така римската држава се потрудила да ги згрижи своите војници до крајот на нивниот живот. Знаете дека после тоа пропаѓа робовладетелското уредување, се воведува колонад, меѓутоа, она што е најважно е тоа дека добар дел од земјата била подарувана на римските војници. Така, од страна и на војниците, и на службениците, и на занајчиите, и на трговците биле создадени колонии. Најпознати такви колонии на Балканот се Скупи, Јадер и Емона, односно тоа се градовите Скопје, Задар и Љубљана. Сега, веќе ви кажав дека со војниците се населуваат и занајдчи и трговци и службеници, и треба да се напомене дека тие исто така во голема мера влијаат врз пренесувањето на римската култура. Исто така, треба да се напомене дека римјаните не ја пренесувале насилно или присилно римската култура, туку самиот секојдневен начин на живот, самата секојдневна комуникација ги принудила локалното население да почнат да ја прифаќаат римската култура. Односно, најзначајни биле римските трговци и занајдчи, па така, тие сакајки да завршат некоја работа, морале да научат одредени зборови со кои ќе се разберат и така започнувале да го употребуваат латинскиот јазик. Дел од локалното население сакајки да се обезбеди удобен и пристоен живот, се пријавувал за служење во римската војска и така започнува постепено романизирање на населението. Тоа романизирање посебно било карактеристично кога римјаните почнувале да градат класични римски градби во балканските градови. Па така, во старите балкански градови били изградени римски палати, театри, храмови, водоводи, бањи и на тој начин балканските градови почнувале да добиваат римски изглед. Со тоа практично се врши класична романизација. На крај од оваа точка можеме да заклучиме дека романизацијата всушност значи прифаќање на римската култура и римскиот начин на живот. Односно, можеме да заклучиме дека со доаѓање на римските војници, службеници, занајдчи и трговци се пренесува римската култура. Римските занајдчи и римските трговци имале секојдневна комуникација со локалното население, сакајки да обезбеди пристојни услови за живот, мора да соработува со занајдчиите, трговците и службениците и така почнува да прифаќа дел од римскиот начин на живот и римската култура, а да учи и од латинскиот јазик. А со изградбата на тие класични римски градби во балканските градови, практично се заокружува тој процес на романизација на балканските земји, на балканските градови и на балканското население во тој временски период. Значи, ќе повторам, романизација значи прифаќање на римската култура и римскиот начин на живот. Сега, римјаните се познати по изградбата на патишта и изградбата на мостови. Римјаните биле познати по тоа што сакале целата империја да биде поврзана со градот Рим.
Затоа, нели, се појавила и познатата поговорка дека сите патишта водат кон Рим. Сега, исто така, треба да се напомене дека патиштата за римјаните биле од особена важност, посебно за тоа полесно да се движи римската војска, за да може, нели, полесно да се преместува од едно место на друго, да може да биде поефикасна, побрза, затоа римјаните сметале дека се неопходни и патишта и затоа граделе патишта низ целата држава, а исто така треба да се напомене дека тие римски патишта се од особена важност и за трговијата, и за занаечиството, бидејќи многу лесно стоките се движеле од едно место на друго и така економијата се развивала полесно. Сега, бидејќи во планинските предели конфигурацијата на теренот е поспецифична, затоа таму се граделе потесни патишта, тие отприлика биле околу 1,5 метар, додека во рамнинските делови биле широки околу 6 метри. Најпознат пат кој што се градел во римската држава, а ги поврзувал истокот и западот, тоа бил познатиот пат Вија Егнатија и слободно може да се каже дека тој пат води дури од Рим па се, нели, до Константинопол и ја поврзува дури Европа со Азија. Па тој пат после тоа продолжува понатаму патот кон мирисот, дури, нели, до Индија, но најважно е да се знае дека на Балканот и во Македонија најпознат пат бил патот Вија Игнатија и веќе кажав, го поврзува Рим со тој источен свет за кој што, нели, сега јас пред малку зборував. Од големо значење бил патот север-југ, посебно, нели, трасата Вардар-Морава, која што го поврзувала патот со Егејското море, односно ги поврзувала балканските народи со Егејското море. Ова се остатоци од патот Вија Егнатија, кој што, нели, бил на северното крајбрежје на Охридското езеро. Во Македонија има голем број на остатоци од римски градби. Најпознат римски град во Македонија од овој временски период е Стоби. Ке видиме што се има во Стоби, а тука се и градовите Скупи, Хераклеја, Баркала, Лихнидос и така натаму. Ви кажав дека најзначајна градба во овој временски период во Македонија е Стоби. Еве отприлика, нели, една слика од Стоби и ќе видиме што се е пронајдено во Стоби. Гледаме, ова е улица поплочена во Стоби, што покажува дека, нели, Стоби бил урбан римски град од тој временски период. Стоби бил не само воен, туку бил и економски центар. А секој економски центар имал свој форум, односно плоштад, каде што се случуваат сите трговски сделки и договори, сите работи се случуваат во форумот. Нешто слично, нели, од многу помал размер, нели, од оној во Рим, меѓутоа сличен на римскиот форум. Еве ви една палата од Стоби, што покажува дека во Стоби живееле големци, богати луѓе, кои што имале, нели, големи куќи, палати. Оваа палата денеска е позната како Теодосиева палата во чест на царот Теодосиј, меѓутоа се уште не се знае кој бил нејзиниот собственик. Стоби, како голем, нели, град, имал и своја бања, односно повеќе бања, имал и голема бања и мала бања, значи има термобањи во Стоби, кои што, нели, се одлика на големите римски градови. Нормално дека има и амфитеатар на кој се одржувале разни борби. Меѓутоа, нели, се одржувале и театарски представи.
Понатаму Стоби продолжува да функционира и во рано христијанскиот период, па така ова е базилика, а Стоби бил град на епископ, ова е епископска базилика, што значи имал висок христијански свештеник во Стоби. Значи гледаме дека римската култура е ите како развиена во Македонија, а Стоби ни е класичен пример да видиме колку римски градби се граделе во Македонија во овој временски период. Иако изграден во времето на владетелот Филип II, градот Хераклија, сепак продолжува да обстојува и во време на римското владење, да се зачуваат одредени работи, но и да се додадат некои класични римски градби кои што нели ќе бидат одлика во овој временски период. Ова е еден мозаик од тој временски период. Гледаме дека градот продолжува да функционира и во рано христијанскиот период, кога веќе се крчка, односно се заговара поделба на Римската империја, така во Стоби гледаме се среќава црква, односно мала базилика. Ова ви е градот Баргала, кој што исто така има остатоци од римски период. Па така, ова е една базилика, гледате, поголема базилика или рано христијанска црква во Баргала, а може да видите и овде дека во Баргала има и поплочени улици. Ја гледате стрелката овде на мониторот, ова е една поплочена улица, а гледаме уште една поплочена улица овде. Значи, пак ќе повторам, класично пренесување на римската култура во Македонија. Гледаме дека и градот Лихнидос продолжува да обстојува во овој временски период и има и амфитеатар, има и базилика, значи исто така еден значаен град од римскиот временски период. Сега, римјаните се познати по тоа што граделе водоводи и водоводни мрежи, па така водоводни мрежи ќе градат во Македонија. Тие водоводни мрежи, кои што личат или имаат форма на мост, се нарекуваат аквадукти, па така во Македонија најпознат е Скопскиот аквадукт. Од прилика, тоа е тоа што требаше да го објасниме. На крај, нели, можеме да заклучиме дека римјаните биле народ со висока култура, традиција и обичаи и дека голем дел од таа култура ја пренеле и во Македонија. Па така, нели, благодарение на секојдневните контакти помеѓу луѓето бил пренесен латинскиот јазик, римската култура, римската религија, а се граделе и римски градби кои што давале, нели, римски изглед на балканските градови. Се надевам дека ова што го зборувавме дека беше јасно, се надевам дека работите кои што ги видовте овде, нели, како дел од слайдовите, дека ги запишавте и дека се надевам на тој начин, нели, ќе може полесно да го совладате материјалот за кој што ние денеска зборувавме. Од прилика толку за оваа лекција.